Уште поголем број заразени денеска, но и мртви. 4 жртви и 52 ново заболени е денешниот црн биланс на Институтот за јавно здравје. Но прашање е колку се и приватно тестирани. И додека здравствените власти постојано смируваат дека епидемијата е под контрола, реалноста е алармантна. Епидемиологот Драган Даниловски за Алфа алармира дека наглото попуштање на мерките е недоволно промислен потек на власта. Затоа бројот на заразени и починати очекувано расте. Олабавувањето требаше да се одложи, вели тој. Релаксацијата на мерките не е практично и не требаше да биде подеднаква за цела држава. Имено таму каде што во тие региони кај што има најмногу заразени, таму мерките требаше да останат уште некое време. Дополнително загрижува и вториот бран кој според власта не очекува во есенските месеци. Епидемиолозите предупредуваат дека токму сега го живееме вториот бран од вирусот. Тоа го потврдува и статистиката на World Matters, каде сме втори како држава и по заболени и по смртност. Даниловски апелира за силено да се тестира. Државата мора да врши како никогаш досега, колку што е можно повеќе тестирање. За што повеќе да има повеќе да има шанси да ги лоцира, да ги идентификува заразените и оние невидливите асимптоматските. Даниловски апелира и за поголемо казнување на граѓаните доколку не се држат до препораките. Државата пак не може да остане само на апели за придржување кон личните мерки на заштита, туку мора да врши постојан активен надзор, контрола и најстрого да казнува непридржување за личните заштитни мерки. Знаеме, носење маски во затворен простор, пред се, држање дистанца и така натаму. Без тоа, верувајте, во ветар ќе отиде, морам вака да речам, сиот труд досега и сите жртви што досега се дадени залудни ќе бидат. Денешниот е најголемиот број новозаразени последниот период. Лекарите без исклучок по олабавувањето на мерките реагираат дека слободата на групирање, својствена посебно за предизборни кампањи, може да доведе до катастрофа.